Здраво и добродојдовте во мојот прв туторијал за програмата GeoGebra. Ова е динамичко математички софтвер во кој што одредени подрачја во математиката, како што се геометријата, алгебрата и калкулусот, се поврзани и ви е дадена подобра визуализација на како одредени работи би функционирале. Односно, сите овие три подрачја се спакувани во еден вид пакет. Овој туторијал всушност е применет за прикажување на мал дел од она што ова програма би можела да ви го представи. Во овој туторијал јас ќе се задржам врз прикажување на еден вид анимација која што ќе се постигне со следните постапки. Најпрво вие треба да изберете геометрија со што ќе добиете една празна површина. Потоа кликнете на копчето со кружница, односно круг, и изберате круг со центар и радиус. Ставете, односно одредете каде ќе сакате да поставите вашиот центар, потоа внесете го вашиот радиус. И потоа во истото копче, притиснете на истото копче и одберете семи круг или полукруг со две точки. Откако ќе го одберете тоа, притиснете на делот од периметарот и на тој дел ќе се формира или прикаже една точка која што треба да се поврзи со центарот на кругот. Може да направите повеќе видови на вакви точки или пак полукругови за да добиете поинтересна анимација на движење. Откако ќе ги поставите точките, потребно е да ги именувате. Јас сакам центарот на мојот круг да го именувам како точка О, а потоа останатите делови, останатите точки да ги добиваат последните од азбуката во азбучен ред, со што би можеле да правиме разлика при додолување на одредени спецификации. Откако ќе ги именувате точките, кликнете на првиот полукруг кој што го креиравте, во случај ова е тој полукруг, се притискате на десен клик и одење во Object Properties, потоа во Advanced. Сега како што можете да забележите, нас ни се понудени неколку опции. Всушност, овие опции се за промена на боја. Откако се потполнат овие три полиња во однос на координати x и y, во однос на одредените точки, ние на сите полукругови ќе им доделиме константна промена на боја. Тоа се извршува на следниот начин, така што x со координата А, y со координата тоа точка А. Како што може да забележите, веднаш има промена на бојата. Може да добиеме некоја друга боја со доделување на некоја цифра пред коефициентот y, например 6y, и има мала промена на бојата, или пак например 16y, како што гледате, таа преминува во малку потемно. Можеме да додадеме како 3x со координата А и добиваме една сосем нова боја и с тоа завршуваме со овој полукруг и може да преминеме на полукругот Б.
Откако ќе ги добиете сите бои на вашите полукругови, потребно е да направите неколку промени во опциите, ќе се постигне со правењето на следните чекори. Кликнете на првиот полукруг, потоа одете десен клик и активирајте го Show Trace, за да може да се оставаат траги од различни видови боја. Сега и на вториот и на третиот. Сега притиснете во точката и активирајте ја анимацијата, потоа во вториот и потоа во точката на третиот. Сега, како што можете да забележите, се добива еден вид на анимација која што изгледа интересно. И ова е само мал дел од она што ова програма GeoGebra може да направи. Благодарам за вниманието.